Почитувани мој добар ден. Повторно сте со ново издание на Црвена линија и повторно пред многу нови предизвици во кои што верувам дека ќе бидете активно вклучени. Точно една недела трае штрајкот на вработените во Државниот испитен центар. Министерството за финансии прашањето на платите на вработените во Државниот испитен центар ќе го решава со целата администрација со системско решение, одржливо на долг рок. Додека се чека системското решение, се уште не се знае кога ќе се полага државната матура. Ќе полагат ли матурантите државен испит? Ќе излезат ли во пресрет нашите универзитети? Што ќе се случи со матурантите што планираат да се запишат во странство? Тука секако ќе ве потсетам, немојте да одолговекувате, заследете не веднаш на социјалните медиуми, секако Црвена линија Facebook, Twitter, профилот на Телма телевизија на Facebook, каде што објавуваме секојдневно темата за која што говоривме токму со вас. А еве топло препорачувам уште во овој момент да не заследите и на Instagram и да станете дел од големото Instagram семејство кој што активно учествува во нашите анкети. Денес на Instagram Story, доколку кликнете, ќе ве пресретне нашето денешно прашање. Каде е проблемот? Прашуваме како анкета на Instagram Story. Под А имате опција да одговорите Министерството за образование и наука, под Б дали е Државен испитен центар или под В Министерството за финансии. Каде сметате дека е проблемот, секако кликнете, а резултатите ќе ги откриеме таму некаде по рекламите, а и на анкетно прашање секако ќе сакаме да ги слушнеме и одговорите во живот, токму од вас кои што ќе се вклучите на 023070005. А за да ја подгрееме атмосферата и секако дополнително да ве информираме, продолжуваме и со прилогот на мојата драга колешка Нина Стефанова. Веќе втора недела стопирани се сите процеси во надлежност на Државниот испитен центар. Во неизвестност се 15.620 средношколци. Дали ваквата ситуација поради штрајкот на вработените во ДИЦ се поизвестно е става државната матура под знак прашање? Јас не го знам интерниот правилник или календар за организација на Државниот испитен центар, меѓутоа факт е дека првиот екстерен испит е закажан за 27 мај, односно недела 3,5 седмици од одржувањето на првиот екстерен испит, така што ако штрајкот продолжи во поголем временски период, може да се доведе во прашање одржувањето на целиот процес на државната матура. Меѓутоа, сметам дека до тоа не треба да дојде и дека нема да дојде. Сојузот на средношколци со јавен апел до институциите, пред се до Министерството за финансии, да ги прифатат барањата на Државниот испитен центар. Мене лично не ми е јасно зошто има потреба да се создаде ваков проблем кога станува збор за не повеќе од 30 вработени во ДИЦ, кои што не бараат ништо повеќе, само да им се изедначат платите со зголемувањето на минималната плата која што изминатиот период беше направено. Не ми е јасно зошто Министерството за финансии не ги прифаќа нивните барања, кога веќе видовме дека се воведено енорно зголемување на платите на функционерите. Според вработените во ДИЦ, покрај тоа што правото на регрес има предвидено во поединечниот колективен договор, веќе трета година Министерството за финансии само усно одговара дека не се на списокот на институции кои имаат право на регрес. Во меѓувреме Телма се обида да добие став од Министерството за финансии, но не добивме одговор. Сојузот на средношколци со апел и до собранието што поскоро разгледување на предлог измените на Законот за средно образование со кои се бара бесплатен јавен превоз за учениците од приватните училишта, тие кои живеат на помало растојание од 2,5 км од училиштето, за учениците со попреченост и оние кои посетуваат феријална пракса. Предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за средното образование има за цел да воведе праведен и бесплатен јавен превоз за сите средношколци во текот на целата календарска година. А сега, доколку се разбира, ви има токму вас и јас ќе ги охрабрам и сите оние кои што се директно засегнати со оваа проблематика, активно да се вклучат во ова денешно издание на Црвена линија. Оно што сакаме да слушнеме од вас, кои се вашите прогнози, ќе излезат ли во пресрет нашите универзитети пред се да го решат овој проблем и што ќе се случува со матурантите кои што планираат да се запишат во странство. Ако имаме гледачки, почнеме со вас. Секако, добар ден.
Ајде сега вака е уште една информација, се разбира нешто што е интересно и се врзува за оваа тема. Ке напоменеме дека меѓународното истражување TIMSS, што во превод значи меѓународна студија по математика и предмети од природни науки, во кој требаше да учествуваат 4500 ученици од земјава, е прекинато токму поради штрајкот на вработените во државниот испитен центар. Ова истражување всушност започнало на 3 април годинава и секако има даден рок кога треба да се реализира, тоа е до крајот на оваа учебна година. Еве што всушност е изјавено од страна на Емилија Бошковска, која воедно е председателка на синдикалната организација и советничка во испитниот центар. Всушност од сите тестирања кои што се одвиваат преку ДИЦ до пред штрајкот, во тек беше само TIMSS тестирањето. Тоа сега е прекинато и по правило ова тестирање треба да го реализираат училиштата, но нашите училишта, бидејќи немаат лаптопи и компјутери, ние одиме со лаптопи во секој училиште и ги тестираме учениците. Ова големо меѓународно тестирање треба да заврши до 25 мај. Како и да е, се поставуваат многу прашања, не е мала работа секако доколку нели по завршувањето на средното училиште, средношколците имаат своја визија и планови, особено доколку сакаат да го продолжат школувањето надвор. Па што ќе се случува со матурантите што планираат да се запишат во странство и еве каде го гледате вие проблемот, дали го гледате во Министерството за образование и наука или пак го гледате во Државниот испитен центар или пак во Министерството за финансии. Добар ден за првиот гледач во црвена линија. Здраво. Здраво. Види вака, убаво кажати дали во Министерство за финансии тоа се поврзани, значи и за просвета и за париве. Значи, проблемот е, луѓето си го кажа, значи, кога може овие 78% да си дадат за себе, па ќе може сега и овие да добијат. Имаат право да блокираат. И ја имам милиарда на 100 поддршка од нивна страна, кон нив од моја страна. И така да, нека си ја тераат работата, нека име со среќа. Не сум сигурен дека ќе успеат, познавајќи ги овие тврдокошциве што ја водат оваа власт. Би кажал дека нема да успеат, ама па така и така државата ни е отидена во аут. Така да не е страшно тоа, не најмалку не треба да се вознемируваме. Сега ќе пателе децата, па ќе патат. Па и во некој поглед па и треба да патат, да научат како се прави држава, како се. Значи треба да осетиш злот, мака па да правиш држава. Значи, ми беше мобетов и друго нешто. Пред некој ден дававте на телевизија за плочата кај ВЦ. Еве, она што го кажав ја пред тој ден, кога реков дека или ќе уринират, или ќе искршат. Еве, се случи тоа што се случи. Поздрав, пријатно. Поздрав, благодарам за јавувањето секако во црвена линија. Тука уште еднаш ќе потсетам и алудирам на тоа да сите вие кои што директно сте засегнати, имате матуранти дома или можеби некој од матурантите ќе сака да се вклучи во црвена линија. Всушност ќе потсетиме дека на нивно барање, еве уште еднаш ќе споменеме, меѓу другото се бараше од средношколците да има и олеснување во однос на полагањето на матурата со оглед на тоа што се генерација која што беше погодена од низа фактори, многу прекини, тука беше пандемијата на короната, меѓу другото постојаното нели стравување од поставена бомба, така да и многу прекини во текот на наставата. Но сега има прекин на работата на Државниот испитен центар, кој што се во штрајка, матурите треба да се случат сега, тајминзите се тие. Па еве да слушнеме што ќе кажете вие, каде го гледате проблемот. Добар ден. Добар ден, каде го гледате проблемот во однос на тоа што се случува со матурите и Кој се грижи за никаде? Они гледаат патеци млади. Они не се грижи за матурантите. Дај ќе останат тука да ќе студираат во царство. Дај дојде студираат. Не ги брига. Те ојде да се роди некој попаметен од них.
да не изучи. Како не ги сам, бе? Како не ги сам? Како? Како се крити за владиот? Сака да му остане во земјата. А те, бре, ова е ништо, бе, шиници. Не знам како ни каже. Не се кричат за ништо. Само да ги нападат чаповите и ми чаповите. Тоа јас причам дека црвена победата Министерството финансии. Како бе? Што се дава? Следујќи, лепари, тикекви, луѓе. Ева, нишпаки, него црвената сите се да блокираат собрање, денеска, па да видат што е собрање, што е синдикат. Тоа нема синдикат, нема рече. Нема тоа не. Сеј колцо и тоа. Тоа е пропадната работа. Не може да. Благодарам многу, бидете поздравени и вие и секако продолжуваме понатаму со вас. Предност ќе им дадеме на гледачите кои што активно сакаат да се вклучат во оваа дискусија. Прашањата се следни: ќе полагаат ли според вас навреме матурантите државен испит? Дали во пресред ќе им излезат нашите универзитети и што ќе се случува со матурантите кои што планираат да се запишат во странство? Меѓу другото, ќе подсетиме дека сакаме да слушнеме од вас каде според вас лично го детектирате проблемот за оваа ситуација. Дали е тоа во Министерството за образование и наука, дали кај Државниот испитен центар или пак во Министерството за финансии. Добар ден. Да, добар ден. Па каде го детектирате лично проблемот во однос на случувањата со полагањето на матурите? Во секторот за испитување на матурата, затоа што овде искам да ви кажам, немој секоја на некој начин излегува како да ја уцени државата да му земе пари. Како сега 5 дена пред полагање на матура излегува од секторот за полагање на матура барат плати поголеми. Па сега на цела Македонија и треба плати поголеми. Видите, овде се работи малце подлабоко кога ќе влезете во суштината на проблемот. Овде веќе се оди на уривање системско од државата. Сега не можат, она што вика народски, помагарето удри по самарот. Дајте сега ќе бараме ние пари, мора да им дат пари. На кого му дале пари? Нека прашаат на кого му дале пари. И мене ми треба пари. И вас ми треба пари. На сите му треба пари. Али системот во државата таков не е. Колку е, толку е. Колку имаме, толку. Али немојте пред полагање на децата за матура и оние кои ќе одат во странство, ние сега да ги попречуваме. Затоа нека се соземат малце тие членови што се за полагање на тие матури, да си ја вршат работата, затоа што можат да останат и без работа, да знаете. Ќе има суспензии. И благодарам многу. Благодарам многу, продолжете да не следите и понатаму. Продолжуваме со вас. Добар ден за следниот гледач. Добар ден и убав ден, Барбике. Најубав ден и имам. на вашата екипа. Да не се љути што ти реков Барбика. Не ве насмејана сум, таман работа. Но она што сакам да слушам, имате ли матурант во рамки на семејството? Немам, сум имала браќа матуранти, ама тоа немало да имам да се полага испити. Какви се тие испити? Па стана и тие големи луѓе. А ова само да се дрпа пари. Тоа е работата, сине. Не можам да удри на самарот, а не на магарто. Тука е работата. Они знаат што прават, само никој не е мутав. Нешто има во главата некој. Толку, извини ако ти нешто погрешив. Ништо секако не погрешивте, особено што се вклучивте во црвена линија. Продолжете и вие да не следите. Продолжуваме секако со вас, минутите во црвена линија се наменети да ја продолжиме оваа дискусија и повторуваме еве доколку имате конкретно матурант во својот дом и директно сте засегнати со оваа проблематика, би сакале да слушнеме еве кои се вашите размислувања. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Ало, се слушаме? Да, одлично ве слушаме, повелете.
Добро, јас имам едно сосема поинако мислење од другиве. Да слушнеме. Па толку е очигледно проблемот е во сите нас. Ние си имавме прекрасна држава. Со самата самостојност ние таа држава почнавме, па таа чинеше на некој начин. Со сите мани беше многу подобра него ова. Таа држава, тој систем ние почнавме да го риваме. Речете зошто? Зашто сите гледаме само до носот. Ние немаме општествена мисла. Не само на ова поли, на сите полина ние сме минус, веќе сме нула, бре, луѓе, испод нула сме. И што сакате, и што очекувате. Јас сум лут на сите овде кај што живеат, посебно на македонецот, завеќе македонецот веќе го нема. Аз сум лут и на медиумите, на сите медиуми. Треба поголема општина на ова што ни се случува во Македонија. Вака не се гради држава. Имаме прекрасно поднебе, а лошо живееме. Зашто? Пак од себичното, личното. И доста со ваквија војна веќе е време за револуција. Ама револуционери нема. Пак е проблемот кај нас. И доста со лелекајни, кукање и така натака. Сега за празниците сите на одмор, не знам кај ојдоа. Благодарам многу што се вклучивте и го споделивте вашиот став со гледачите на Црвена линија. Ќе потсетам, мерете го времето, 90 секунди за секој излагање, но ете искуството покажува дека доколку не сметате дека не ви се доволни, можете повторно да го завртите нашиот телефон и да добиете нови 90 секунди. Да чуеме следниот гледач или гледачка каде го детектира проблемот за оваа ситуација со матурантите. Добар ден. Да се намали тонот на телевизорот, да не се слушам јас, а да зборуваме преку слушалка. Добар ден. Добар ден. Сега вака, управо се луѓето што бара пари. Управо се луѓето што бара пари. Па како имаше за овие буџичарите и пратеници 80 насо да му се дава пари, како не му е срам, и управо се и овие што барат. Како имаше за пратениците пари, за председателите, за премиеров, за сите. Па и овие си барат луѓето и треба да му се дае. После ќе ми гадат стационари за кучиња, лалајка, малајка и дете изеба наво од 8 години. А како сето ова да биде безболно по матурантите? Абе безболно ќе му се дадат пари на овие што бара пари. И вели државата има пари, нека му даде и ним пари. Направени се 80% на сите буџичари. Чета администрација отиди у Грција на одмор, а овие се јадат чевапи, а они ќе јадат бифтеци, што ти знам бе. Ето тоа да реже до крај на државата и управо се луѓето овие што бара пари. Како не му е срам бе? По 2000 евро, 3000 евро, па да зима народ нема леп да јаве, они ќе ви прават стационари да... Благодарам многу и вам за вклучувањето. Продолжуваме сега со вас, доколку подсетувам имате матурант или некој кој што веќе има планови, особено да се школува надвор, како гледате на целава оваа ситуација и каде го детектирате проблемот и како може да биде сето ова решено побезболно за матурантите. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Благодарам, еве, парице се отепувачка. И тие што ги немаат, и тие што ги имаат. Тие што ги имаат како да ги сокријат, а тие што ги немаат како да наат, и тие се отепуваат, и тие се отепуваат. Арно, ама кај нас, тие пусти пари не идат кај тие што ги образуваат, просветуваат учениците и студентите, него идат кај тие што завршиле факултети по планините или во некоја жолта куќа или некаде настрана од Македонија,
кај што нема врска дека завршили или учеле, ама имат титули доктори, магистри, дипломирани, сето тоа се дипломирани штетници и затоа е ова дере што е кај нас. Кај нас, веќе нека се запрашат македонците, има ли еден македонец во моментот да му текне на овие соговорници дека е директор на некоја македонска важна институција? Не. Се не македонци. Па министри, па директори, па замерици, па не знам веќе што не, веќе ништо нема македонско, затоа Скопје стана Скупи, Скопје го градат не македонци, гази се на зградите не македонци, а ние студентите ќе се прашаме дали да ги запишуваме, дали да ги праќаме, дали да полагаат, дали да не полагаат. Благодарам многу за јавувањето. Еве уште една информација што е актуелна со оглед на тоа што веќе се почнати нели подготовките, барем имаме впечаток дека матурантите се подготвуваат за оние традиционални прослави, но секако се подготвуваат и за матурата која што представува државен испит и која што е исклучително важна, се разбира, со оглед на тоа што имаат визија и цел да си ги остварат своите образовни планови понатаму. Па еве ќе потсетиме дека на своја вонредна седница Генералното собрание на Сојузот на средношколци го прифати компромисот понуден од страна на Министерството за образование и наука околу државната матура, така да според договореното државната матура ќе биде приспособена на состојбата во образованието и ќе биде олесната за оваа генерација матуранти која беше најмногу погодена од прекините на наставниот процес. Она што е интересно во меѓувреме, Државниот испитен центар стапи во штрајк со оглед на тоа што бараат покачување на платите и тоа е процес, односно штрајк кој што трае веќе една недела. Датумите си врват, а со тоа и неизвестноста е се поголема. Па каде го детектирате вие проблемот, а уште подобре да слушнеме каде го гледате решението. Добар ден. Ало, добар ден, поздрав телевизија Телма. Поздрав и до вас. И до емисијата. Не би да слушуват Гоци и Елена, каде иде. Пари да печалат. Водителите беа Елена и Гоце. Добро. Колегите ваши. И зашто ги нема? Затоа што си работат други професии. Да, други за пари. Влада дава тоа пари. Не е дискусија. Дали имате матурант дома? Тоа да ми кажат. Или... Матурант треба да има и матура и да се провере знанието на тоа. Но државниот испитен центар штрајкува. Професорите треба да имат и плата и наставници да се качат привидејќи со ниски примања, нема квалитет. Ова кога беше опозиција критикуваше лично да нема да има квалитетно, а сега го укинуват. И Еланд, и се укинуват. Дори компјутери децата нема за учење. Никакви услови за работа. Тоа. Значи, ова е не народна влада, ова е не премиер, не легитимен, гледа шо да шета се само, а не го избрал од народа, на избори се добива, гласот верба од народа, на избори. Не оде напред. Назад синдикати се под закона, се беззаконие владење. Сега друго да кажам, треба плати да се дадат. Како може за рамкови договор да има? Како за измислени пари да има за споменици секоја година? Како може да има за знаме 500? Ке посетам, само внимавајте на тајмерот и да се посредоточиме во однос на темата за која што зборуваме. На удар се матурантите со оглед на тоа што сега она што е ново е дека веќе недела дена трае штрајкот на државниот испитен центар. Никој ништо не знае како што ќе се одвива, но едно е сигурно дека датумите се клучни и важни за полагање на матурата, а средношколците сето тоа треба да го завршат навреме за да можат да аплицираат на посакуваните факултети и се разбира да продолжат со градење на своето и на дополнување на своето образование. Ако ве имаме на 023070005, уште еднаш ве потенцирам и доколку и немате искуство
ниту пак традиција да се вклучите во ваква емисија. Ја ве охрабрувам со оглед на тоа што ни требаат, се разбира, конкретно и некои од гледачите кои што имаат матурант дома и кои што директно се засегнати со оваа проблематика. Може да биде и некој од вас матуранти кои што сакате да ни откриете каде го гледате проблемот, дали е тоа во Министерството за образование и наука, дали во однос на барањата на државниот испитен центар или пак во Министерството за финансии. Добар ден. Ало, добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Добар ден, викам. Добар ден, повелете ви. Овака, на времето кога се транзицијата кога стана, јас работев во една фирма, сакам една од поезија да напишем, пишував поезија, само ќе ја цитирам ако може. Оф, лелеле, лелеле, што е ово чудо експлоатација, да за грешките работникот плаќа, а директорот за авион се фаќа. Толку пријатно. Добро, благодарам многу. Сакаме да слушаме што ќе кажете во однос на темата за која што дискутираме. Да се држиме до она за што денес апсолутно сакаме да ги слушаме одговорите. Што се однесува на ред се овој период кога започнуваат матурите. Ние не разговараме толку многу за матурските вечери, кои што секако се во подготовка, но тоа секако е само еден дел, еден фрагмент од она што е круцијално, е тоа дали ќе бидат навремено матурантите вклучени во полагањето на државната матура, дали успешно ќе се дотрка до датите кои што се задолжителни да се заврши со сето тоа, за да може понатаму да се аплицира на посакуваните универзитети. Исто и ве може да ни кажете дали сметате дека ќе се случи конечно полагање на државен испит и дали во пресред ќе излезат и нашите универзитети. Каде, впрочем, го детектирате проблемот? Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Секако на црвена линија сте, повелете. Па вака, прво ние мора да се сложиме со тоа дека во текот на оваа година изгубиме многу часови каде што наставата не се предаваше. Децата не го стекнаа она знаење кое требаше да го стекнат. Фактички нешто им мањка во изучувањето на одредени предмети кои што се услов за да се добие матура. Меѓутоа, одека претежно се по овај се рачуна дали нашите деца ќе се запишат во странските коледжи и факултети или не. Одека најмногу може да помогне факултетот како повисока инстанца од средното школо. Тие треба да се замешаат, ако треба и да укажуваат кои предмети треба да бидат приоритетни, што треба да се и ако евентуално треба нешто да се одземе, да се додаде, тие се најмерадавни. Но прашањето е дали воопшто ќе се полага навреме со оглед на тоа што сега веќе една недела трае штрајкот на вработените во државниот испитен центар. Видите, тоа е наша болест. Ние правиме штрајко ради штрајкови, а штрајковите наши не носат ништо. Штрајковите само да се покажат дека ние реагираме, ама финишот го немаме. Се додека не добиеме финиш, џабе ние сето тоа што ние се залагаме да го сториме. И затоа мислам дека децава ќе бидат осакатени, оштетени и треба да им се дозволи да полагаат на време, да не пимпла некој со нив. Благодарам, поздрав. Благодарам, голем поздрав до вас и како останете со ова издание на Црвена линија, да слушаме и понатаму што ќе кажат гледачите. И по неколку пати повторувам, се разбира, очекуваме ако можеме да имаме и некој кој што е и матурант во моментот, а си како планира да се запише надвор. Како гледа на целава ситуација и дали според вас ќе се полага воопшто државен испит, односно матурска, нели? И дали ќе се постигнат, нели, она што се вели датумите да се погодат со цел да може особено да се аплицира на универзитети кои што се надвор од земјата, а се разбира за таму има клучни датуми кога се прави тоа. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Да, повела. Куќата се гради од темели. Ако нема темели, ќе се искриви и ќе падне. Така и нашето образование.
Еве, од прво оделение, па основното образование, па до 8-9 нема книги. А министерот за образование си зема 1 000 000 евра, дури и свидетелство, немаше пари ни за свидетелства. Тие книги некои вамо таму што беа отпечатени, беа криво отпечатени, со невистини, со многу погрешни географски индикации, така да овие што мислат дека ќе одат во странство на школување, нека Господ им поможи. Ја мислам дека би требало да се снајдат тие. Оти ова е испит на зрелоста. А како ќе биде тој испит на зрелост, испит на знаење, кога децата се без знаење? Без знаење. Децата од 3-то и 4-то деление не знаат 5 по 5 колку се. И овие во образование што барат повишување на плата, дај нека седнат и тие директорите мало нека им вршат контрола на во школите, да видат тие како ги образуваат децата. Не само појди дојди тие наставнички. Да не знае таблица со 5, да не знае таблица со 6, а 4-5 деление. И ќе оди тој да полага матура. Никакво не е образованието, да ви кажам, никакво. И да има и да... Ја само ќе посетам, внимавајте со тајмерот и секако ќе ви се заблагодарам еве што искористивте и вашата шанса да продискутирате на оваа тема. Секако продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте повелете. Не? Добар ден. Добар ден, во црвена линија сте повелете. Благодарам. Па точно дека образованието не е катастрофа, точно дека имаме неуки наставници, професори со исклучок и респект. Меѓутоа имаме такви. Не само учениците што не знаат таблица, и азбука, него и професори и наставници имаме што не знаат да зборуваат македонски. Например, имаше еден господин на телевизија, професор по географија, наставник. Па неговото однесување не личеше да продава на тезга на пазар зеленчук, а не да предава на ученици. Нека се навреди колку сака, веројатно ќе се препознае ако слуша. За да бидеш наставник и да дадеш образование на едно дете, поготово оние до 8 оделение, треба да имаш и држење, и речник, и авторитет, и многу други манири за наставник, за образована личност, што треба да пренесеш на тие што ќе те наследат. Кај нас катастрофа е образованието. Сега дали ќе излезат, не знаеме. Ние посакуваме да се среди образованието, Државната испитна комисија да ги реши проблемите во врска со примањата. Не знаеме кој точно кажува и што кажува. Денеска имам информација, хигиеничарка во образование зимала 24.000 плата. Па тогаш колку некој лаже, значи? Или професорите, или хигиеничарите. Ако таа зима толку плата, колку треба да зима професор факултетски образован? Значи нешто во јавноста многу лаги излегуваат. Јас посакувам да се среди, нема време повеќе. Благодарам многу за јавувањето и секако што го искористивте своето време и да го споделите вашето мислење со јавност. Продолжуваме секако со вас. Добар ден. Да, добар ден, во црвена линија сте. Добар ден. Не знам што е темава, али тие 5 души млади што слушаат да си ода од држава, да не чека ништо. Но еве и за да се упишат во странство, сепак ќе треба да полагаат државната матура. Ако улици да чиста, вие 5 души што слушате, значи моментално да заминувате странство, баталете Македонија. Ајде, чао. Благодарам многу за јавувањето. Ево имаме гледачи кусо, јасно, децетно со порака овој пат. Но за да се замине секако од земја, особено доколку некои од матурантите верувам сакаат да си го продолжат образованието и да се запишат на странските универзитети, треба да имаат положено државна матура. Но ништо сега за сега немаат конкретни информации со оглед на тоа што веќе недела дена трае штрајкот на вработените во Државниот испитен центар. Тука уште еднаш еве апелирам, доколку има матуранти, ги охрабрувам да се вклучат во ова издание на Црвена линија или некои кои што имаат веќе дома матурант. И секако да ни откриете каде го гледате проблемот. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Ало? Добар ден, во Црвена линија сте. Добар ден. Повелете. Ништо, јас само ќе бидам кратка. Не ми е јасно ова се, ова што се јавуваат луѓе за све.
се е во право што зборат. Меѓутоа, ова што зборат треба на соодветно место, не само се направи емисија, што е проблем овака, само ќе се јавуваат луѓе за имаат многу време, не знаат што да прават. Абе, треба да се обратат кај што треба, било кој да е, а не само сега емисија ќе правиме, како да се прекопираат телевизиите една од друга. На Телма немаше ваква јавување, се и ова. Ви благодарам, пријатно. Благодарам многу за јавувањето. Како да отворени сме, особено иако ќе подсетам со оглед на тоа што секојдневно барем сме во релација со луѓе кои што имаат матурант, кои што сите се заангажирани, сепак не е мала работа. Голема е радоста да се заврши овој циклус од овој период на животот, се подготвуваат за матурски веселби, но секако треба да се подготват и за полагање на државната матура. Но се е неизвестно со оглед на тоа што штрајкува Државниот испитен центар. Па еве, што мислите, ќе полагаат ли пред се матурантите државен испит? Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до Телма телевизија, кој сакат нека гледат. Поздрав и до вас. Кој не сакат не мора. Тие се за власта и не ги одговарат критиките. Од Петар Коле партијата, Бугарската партија и невладине власт. Ја ја поддржувам со синдикатите и сите граѓани треба да излеземе. Ово не се трпи, ова беззаконие, тиранско владење. Со ниски плати, да неквалитетно образование сака да го направат уште. Треба да се има и матури, и државни испити, и се дете. Ано не са против. И да обезбедат на децата исто компјутери, исто да ја обезбедат на професори плати, да ја качаат нова сиромаштија, не може они да квалитетно образование да дадат. Образованието е многу битно у државата. Образованието може се да се постигне квалитетно, без квалитетно образование не може. Ова се што владее сега, писува премиер, не е легитимен, ова да се шета, не премиер, не е доверба на народот, нема. Ке полагат ли според вас матурантите државен испит? Треба да има се што ќе бара синдикатите. Тоа треба да се испуне и плати да има, и матури да има, и да има и државен испит да има, за да се провере знаењето, да имаме квалитетен кадар. Ние бевме напред за време на Југославија. Благодарам многу. Одеме сега малку и со Твитер заедницата. Во меѓувреме повторно апелирам, особено матуранти и родители на матуранти да се јават и да ни откријат што мислат, каде го гледаат проблемот, дали ќе се реши, дали ќе се полага државен испит на време. Анисија Угриновска што има напишано на 28 март, иницијативата за промена на полагањето на државната матура за матурантите во 2023 година на ОДАС се оствари со една одржана дебата, еден одржан протест, голем труд и заложби на средношколците и 100% исполнето барање. Истата е успешна поради залагањето на средношколците од целата држава. Еве и што е надополнето, исполнето барање се однесува на намалување на обемот на тестот предвиден за полагање на државната матура, а дополнително на задолжителни банки на прашања за интерните предмети во обем 3 пати поголеми од интерниот испит и тоа 4 недели пред самиот испит. Во меѓувреме Државниот испитен центар стапи во штрајк, па сега е неизвестно кога и како ќе се полага државна матура. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добро, јас да не велам, нели, постојано добар ден напразно. Очекувам гледачот кога ќе биде вклучен на 02-307-0005. Слободно пријавете се и задолжително нека биде намален тонот на телевизорот.
Ајде сега да продолжиме понатаму. Сите вести има, еве, на Твитер објавено на 13 март, бидејќи од тогаш започна првичната дискусија и барањето на матурантите да се набали обемот на полагањето на државната матура. Напишал: средношколците бараат да се скрати материјалот за полагање државна матура поради онлайн наставата и бомбите. Доколку ви имаме вас, ќе продолжиме. Дали верувате дека матурантите навреме ќе полагаат државна матура и каде го детектирате проблемот моментално? Добар ден. Добар ден. Кои ќе бидат вашите одговори, еве? Ало? Ве слушаме, во црвена линија сте, повелете. Вака. Во држава ни командува ДУИ. Што ќе каже ДУИ и така ќе види. Дали ќе полага, али нема да полага. Затоа што инспектор по криминал... Кажете ми, имате ли матуранти во семејството? Чекај се, инспектор по криминал доаѓа, не знае да пишува. Албанец наместен од ДУИ, не знае да пишува. Колегата му кажува што да пишува. Значи, тој е со купена диплома. Значи, тој врска нема ако држи месото. Така и исто и ова. Ајде, каде го детектирате проблемот моментално? Во Министерството за образование и наука, Државен испитен центар или Министерството за финанси? Да, тие команда. Македонците неќе да доди напред. Тоа е целта. Но секако сите средношколци се затечени со овој проблем. Оние кои што треба да полагаат матура. И сите се затекнати со она. Ама како ќе кажи ДУИ, така ќе биде. Тие ги оставија цела година децата неписмени. Ке се полагали на време матура, што мислите? Не. Во ред, благодарам секако големо што дадовте да се вклучите во црвена линија и ве слушате што до сега кажа и кои се мислењата и видувањата на сите оние кои што не гледаат во моментот. Продолжуваме секако со вас, предност имаат оние кои што директно се вклучуваат. Добар ден. Ајде во меѓувреме додека се го слушаме гледачот од другата страна. Ево уште еден твит да прочитаме, узурпаторот што има напишано. Наша генерација конкретно полагавме матура, 3 предмети. Македонски изборен, усно изборен со матурска тема и одбрана на истата, плюс 2 предмети за приемен на факултет. После тоа, како укинаа полагање на матура, се нешто протестираат, штрајкуваат. За книгите немам зборови. А ние сакаме да слушаме какви зборови имате во однос на тоа, дали навремено и ќе се случи да се полага воопшто државна матура со оглед на тоа што Државниот испитен центар во моментот е во штрајк. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Ало, добар ден. Слушаме, поздрав за телмата ли? Поздрав и до вас. Намалете го тонот на телевизорот. Намали го. Молим? Во црвена линија сте. Ке се полагали според вас? Црвена линија е само нешто надвор од темата да кажаме и беше за резолуција за име, јазик, историја. Имаше гласање и тоа не го почитуват на седница. Ето ова е црвена линија. Овие не почитуват нешто. Ово што владее сега е мафија, не само ДУИ и ова за лично богатење. Ништо Ама не еве според функционира. вас, кажете ми дали мислите дека навремено матурантите ќе може да полагаат државна матура и се разбира да продолжат со она што им се плановите, уписи на универзитет, особено за оние кои што планираат да продолжат да се школуваат надвор? Нека полагаат.
Добро, имаме активни 5 линии 023070005. Златно правило останува исто, тоа не се менува. Веднаш намалете го тонот на телевизорот и секако да ги слушаме конкретно одговорите на темата за која што зборуваме. Добар ден. Ало. Добар ден. Дали сме во програма? Да, во црвена линија сте, повелете. Видете, ќе кажам нешто за матурата. Секако, тие ученици, сите ќе полага матура. Матурата може да биде малку скратена или упростена, поради што кај нас се направи тие глупости, со тие бомби, со тие наквајани, учениците не сака бега од настава, речеме од оправдани причини, од накваја. А сите овие други лем што зборува овде, тие не зборува за темата, зборува Нинчо ги мачи, да ga не чинела владата, не чини дуи, не чини ова. Тие не чинат на прво место што зборува така. Јас се извинувам што можам вака да речам, али стварно се гледа то очигледно. А еве во однос на тоа што веќе недела дена штрајкува државниот испитен центар, верувате ли дека навремено ќе се решат нели проблемите, ќе можат? Секако ќе се реши навремено тоа, секако ќе се реши навремено. Оваа влада води сметка и образованието, води кајна сметка за сите деца. Оние кои треба да се запишат, да учат понатаму, да се образуваат, да се воспитат и да можат да не зборува како овие луѓе што зборува вака, јас по моето просто замислено глупости. Не знам тие во која држава живеат и зошто вака зборува. Нема еден аргумент да можат нешто да кажат дека ова не е правилно. Јадат, пијат тука, сео на гој на крајо, пука. Срамота тоа е. Благодарам многу за јавувањето. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме во црвена линија сте? Добро, ќе се пријавите сами доколку сте на линија, еве ќе продолжиме со уште еден твит. Тука ли сте? Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Ало. Ве слушаме во црвена линија сте. Сакам само да се уклучам за овој разговор за секако повелете. Зошто е во штрајк тој испитен центар таму? Сакат, имаат многу мали плати и сакаат нели зголемување на истите и во меѓувреме стапија во штрајк кој што трае недела дена, а се понеизвестно е, барем по знак на прашање, дали навреме ќе се полага државниот матурски испит, со оглед на тоа што нели датумите мора да се запазат. Па добро, а како би се решил штрајк на здравствени работници, да речат не прегледуваме? Зборувавме за здравствените работници, но и за матурантите со оглед на тоа. Како пример кажем, загрозувате на цела генерација млади луѓе. Туку ова е продолжение изгледа на оние бомбите што требаше да го намалат образованието на децата, а сега и со ова да ги спречат да можат да напредујат. Каде го гледате вие решението, еве? Што би било најбезболно за матурантите? Треба да се нов центар со нови кадри. Така, благодарам многу и вам за вклучувањето и сега дојде време и за рекламите. Сега моментот кога треба да соопштиме како одговорија на нашите прашања, поточно на анкетното прашање на Инстаграм, оние кои што не следат токму таму, ако не сте не заследеле, сторите го тоа веднаш. А на прашањето каде е проблемот, односно каде го детектираат проблемот во однос на полагањето на државната матура, која што треба да се случи до прва, под А имавме опција Министерство за образование и наука. За проблемот дека го гледа токму во ова министерство одговорија 45%.
Во државниот испитен центар 27%, а во Министерството за финанси проблемот го гледаат само 28%. Како и да е, сега веќе сите вие кои што гледавте Црвена линија, јас ве охрабрувам, ако можеби некој од вас не му беше комотно да не се вклучи во Црвена линија, нека се раскомоти и нека се охрабри да освои голема награда во Заврти на Телма. Телефонскиот број останува ист и еве како подкажувачка, ете, доколку полагате во Заврти на Телма, овие прашања секако ќе ви се случат. Одиме со прво прашање кој што ќе ви го откријам, како се вика страф од животни. Потоа, колку илјади милји под морето има во насловот на книгата на Жил Верн, 20 или 20.000. Потоа имаме прашање од која земја потекнува музичкиот стил боса нова, Бразил или Португалија, и дури 4 прашања ви подкажуваме, а четвртото гласи: која фигура стои десно веднаш до кралот на почетокот на шаховската партија, кралицата или ловацот? Очекувам со точни одговори и многу награди собрани.